Така, ние се наоѓаме во новите простори, новиот објект на Центарот за вработување овде во Кратово. На свеченото пуштање во употреба денеска тука во Кратово беше присутен заменик министерот за труд и социјална политика Диме Спасов и Владко Поповски, директорот на Агенцијата за вработување. Министерот Спасов истакна дека овие простори се од големо значење не само за вработените и за кадарот овде во Центарот за вработување, туку се од големо значење за сите граѓани на Кратово. Овие простори ќе допридонесат за успешно извршување на сите услуги кои што им се ставени на располагање на жителите на Кратово. Предлагам тука да ја погледнеме изјавата на заменик министерот Диме Спасов. Ова е нов објект, нови работни простори кои што ќе го подобрат квалитетот на услугата која што го дава Центарот за вработување во Кратово. Ќе се подобрат и условите за работа на вработените кои што се ангажирани во извршување на нивните секојдневни задачи. За нас е особено битно институциите континуирано да ги подобруваат услугите кои што ги нудат на граѓаните. Во исто време да стигнеме до што е можно поголем број на граѓани, да им ги понудиме услугите, мерките кои што ги има на располагање, поволностите и можностите, со цел да им помогнеме побрзо и полесно да стигнат до посакуваното работно место. Од друга страна, исто така, секојдневно тука соработуваат и со приватни компании, со други институции. Особено е битно Центарот за вработување да има квалитетни услови за работа, а со тоа и поквалитетни услуги кои што ги нуди самата институција. Спасов ја искористи можноста и да ги презентира резултатите од проектите кои што секако се застапени овде преку Центарот за вработување во Кратово. Тој истакна дека бројката на невработени постојано преку проектите се намалува. Ако во 2006 година имало околу 2600 невработени, денес таа бројка е значително намалена и тоа за половина, околу 1300. Овде во Центарот за вработување се водат околу 800 активни баратели на работа и 500 пасивни баратели на работа. Освен заменик министерот за труд и социјална политика, денеска на свеченото пуштање во употреба беше присутен и директорот на Агенцијата за вработување, како што реков, Владко Поповски, кој истакна дека старите објекти во кои што работеле вработените во Центарот за вработување не ги исполнувале ниту условите, ниту критериумите за работа, и тој се надева дека овие простори и овој Центар за вработување дополнително ќе ги подобрат и условите за работа и секако услугите ќе им бидат достапни на граѓаните на Кратово. Предлагам тука да ја погледнеме изјавата на Владко Поповски. Овој објект го обезбедивме пред една година, оздвоивме пари да го реновираме и денеска го пуштаме во потреба. Јас се надевам дека сите граѓани на Кратово ќе имаат подобри услови за добивање на слугите, а воедно ќе може да видат се што нудиме и да искористат некои од мерките што ги нудиме како Агенција за вработување. Како што нагласи министерот, реновиравме 12 објекти со средства од ИПА програмата, значи со помош на Европската унија. Овој објект е реновиран со средства на Агенцијата за вработување од буџетот, а веќе го најавувам и новиот објект кој што ќе се реновира во наредниот период, тоа е објектот во Дебар, исто така нови простори кои што исто така беше во многу лоша состојба стариот објект и каде што сега работат моите колеги. Така да во нареден период ќе имаме уште еден објект за реновирање и се надевам во 2017 година ќе реновираме и објектот во Струмица, така да неколку објекти ќе бидат реновирани во сопствени средства на Агенцијата за вработување. Сосема за крај да сумираме во ова јавување од Кратово дека 1 милион евра се одвоени за реконструкција на 12 центри за вработување во Македонија, а секако тука се опфатени и реновирање на 11 социјални центри во Република Македонија. Освен овој објект овде, Центарот за вработување во Кратово, ќе се изврши реконструкција на останати центри ширум градовите во Република Македонија. Се споменуваат градовите Тетово, Гостивар, Кичево, Охрид, Прилеп, Струга, така што сите овие објекти ќе бидат комплетно реновирани.